Најпрво, дозволете да ве поздравам сите, да ја поздравам организацијата на оваа конференција, да се заблагодарам за поканата да бидам модератор на оваа панел дискусија, која со огромно задоволство ја прифатив. Благодарам. Моето име е Кирил Јовановски. Во својата кариера најмногу се занимавам со финансиите и тоа најмногу од теоретски аспект. Она што денеска го видов, ќе се надоврзам на почетните зборови на отварањето на оваа конференција. Се неколку сигнали. Првиот сигнал е оној кој што ни го донесоа учесниците кои што денеска пристигнаа на оваа конференција и поминаа преку превод стража, а тоа е дека денеска таму врнело снег. И тоа е еден знак за тоа дека никогаш не е доцна за ништо. Вториот сигнал кој што јас денеска го видов е оној преседан кој што во оваа конференција го имаме, а тоа е да се одржува во работен ден. И во овој работен ден најзначајните луѓе од оваа област да се овде присутни, укажува на уште нешто, а тоа е дека сите ние и вие денеска сте спремни да направите нешто повеќе за некое подобро утре. Во текот на целата дискусија и на претходниот панел и на дискутантите и на говорот кој што ги говорите, кој што ги слушнавме, видовме неколку излагања. Она што оди во полза на нашиот панел денеска е тоа дека повеќе пати беа прозвани институционалните инвеститори, поточно пензиските фондови, како институции кои во своите портфолија, во своите биланси чуваат огромни средства, огромни ликвидни средства и дека дел од тие средства би можеле да помогнат македонската берза да се заживее. Вториот дел од дискусијата беше поврзан со тоа како државата треба да помогне во усовршување или во поставување на услови кои што би можеле да ви помогнат и на македонската берза, а и на македонската економија да го зголеми својот обем, а понатака да се зголеми економскиот развој. На моје големо задоволство, на нашиот панел имаме учесници од сите овие три сегменти, и од страната на државата, и од страната на институционалните инвеститори, и што е уште поважно, тоа се токму тие луѓе кои што се директно вклучени и можат најубаво да дискутираат околу проблемите и предизвиците со кои што треба да се соочиме и да ги усовршиме. Дискусијата е замислена или сакаме да се одвива во два дела. Во првиот дел сосема накусо секој од панелистите ќе презентира што до сега тие направиле во своји рамки, а со цел заживување и зголемување на тргувањето на македонската берза, користење на поволностите кои што истата ги нуди. И во тој дел ќе застанеме со заклучоци кои што самите ќе ги видите. Во вториот дел, кој што е замислен да биде повеќе интерактивен или каде што би требало и вие да земете дел од учеството, е замислен да биде дискусија помеѓу панелистите на одредени точки кои што ќе ги заклучиме во првиот дел дека се предизвици за тоа да дадеме одговор на тоа дали може повеќе. Во тој контекст најпрво би сакал да го поканам нашиот представник од Бугарија со цел да ги демистифицираме најнапред работите што се случува во нашето соседство, конкретно во Бугарија, да ги презентира дел од нивните искуства и да ги презентира дел од дилемите со кои што се соочуваат тие. Повелете. Благодаря, Кирил. Dear colleagues, we have agreed that it will be easier for you if I speak English, so I will continue in English. Let me first thank, on behalf of the Bulgarian Association of Pension Companies, to the organizers for the invitation to attend this conference and share our experience as institutional investors. We shall gladly share our experience, and I really hope that it will be useful for you. Let me first give you some of a background. In the year 2000, a pension reform took place in Bulgaria, and the three-pillar pension system was introduced. It very much looks like the one you have here in Macedonia.
Now we have two types of mandatory pension funds operating and one voluntary pension fund. One of the mandatory pension funds is called Universal Pension Fund, and it is mandatory for everybody born after 1960 and working. The other mandatory pension fund is called Professional Pension Fund, and it is obligatory for everybody that is working in harmful professions, like miners, for example. And the voluntary pension funds are like any other voluntary pension fund. So now we have 9 pension companies licensed for operation in Bulgaria, and each of these 9 pension companies manages one universal, one professional, and one voluntary pension fund. The more significant accumulation of funds started in year 2002, and for the past 9 years, the average growth rate of assets under management has been approximately 30%. So now, all the pension funds in Bulgaria have approximately 2 billion euros of assets under management, and we have approximately 4 million clients. With these 2 billion euros under management, the pension funds are the biggest institutional investor in the country. I'm excluding the banks, although they have much larger assets. Their proprietary portfolios of equity and corporate bonds is very small. They mostly invest in local government securities. So approximately half of our assets under management are invested on the Bulgarian market. And that includes Bulgarian government securities, Bulgarian corporate bonds and equities, and a few mortgage and municipal bonds. A few issues of mortgage and municipal bonds. How does it look in figures? Actually, with regards to the Bulgarian Stock Exchange, our overall investments there amount to about 200 million euros, 150 million of that being Bulgarian equities. Until 2007, 90% of our equity portfolio constituted of Bulgarian companies. As a result of the crisis, we have learned a lot of lessons, and one of the most important one was that we should not underestimate the liquidity risk. So now, the weight of the Bulgarian equities in our equity portfolio is approximately 30%. Because liquidity is a big issue. In addition, there are approximately 15 to 20 companies that comply with the criteria valid for any institutional investor. Only about 20 companies have sound fundamentals, have good corporate governance, have transparent and actually predictable management. So more or less, as I heard, we have the same issues as you have here, only the scale is different. So I would suggest to stop here and then continue with the experiences. Благодарам многу. Тоа беше Атанас Петров, кој е представник на Сдруженијето на друштвата за пензиско осигурување. Во продолжение предлагам да слушнеме како нашиот пензиски фонд, поточно КБ Прво пензиско друштво, работи до сега и што е она со што во овој дел се има соочено како проблеми и предизвици. Втор генерален директор Бојан Стојановски, повелете. Добар ден на сите. Прво благодарност до организаторите за поканата која што ни упатија да бидеме панелисти на оваа дискусија. И како надоврзување на мојот колега од Бугарија и во Македонија, за реформата на пензискиот систем започна нешто покасно од Бугарија, некаде во 2005 година, кога за прв пат се формираа првите пензиски друштва за управување со задолжителни пензиски фондови, и од 2005 до денес постојат две пензиски друштва кои што управуваат со под еден задолжителен и еден доброволен пензиски фонд, значи вкупно 4 пензиски фонда.
Историјата што и Бугарија имаше и Македонија, но со нешто помали бројки. Значи во моментов двете пензиски друштва управуваат со вкупно портфолио од околу 200 милиони евра, што за разлика од Бугарија е некаде 10 пати помалку. И како бројки би кажал дека во нашето вкупно портфолио македонските компании, односно акциите на македонските компании учествуваат со некаде во просек од 8 до 9%. За разлика од 30% кои што во моментов ги има во Бугарија. Оно што би сакал да го кажаме дека во изминатите 5 години пензиските фондови активно учествуваат на македонскиот пазар на капитал. Имено во изминативе 5 години во просек пензиските фондови учествувале со 7 до 8% од вкупниот промет на македонската берза, што не е малце, имајќи предвид дека секоја година износот на вкупни средства кои што се вливаат во пензиските фондови се зголемуваат. Така да почнувајќи од 2006 па наваму, тие средства беа мали, но се зголемуваат. Односно, тој обем не е за занемарување и представува некаде околу 60 милиони евра во изминативе 5 години. Секако дека ние како институционални инвеститори, она што се поставува како прашање е дали можеме повеќе, ќе кажам да, може повеќе, но прво и основно мора да кажеме дека пензиските фондови при самата пензиска реформа имаат една основна цел, а тоа е обезбедување на материјална и социјална сигурност на идните пензионери. Значи, пензиските фондови имаат една основна цел да преку континуиран квалитетен принос за своите членови обезбедат една долгорочна иднина на идните пензионери. Како институционални инвеститори, ние мора да напоменеме дека учествуваме само со 3% од вкупниот финансиски пазар во Република Македонија. Значи, тие 200 милиони евра во Македонија и не се толку голема бројка ако ги имаме предвид и останатите институционални инвеститори во финансискиот сектор, земајќи ги предвид тука инвестицијските фондови, банките како најголеми учесници и осигурителните компании. Да, како институционални инвеститори, ние може да учествуваме многу повеќе на македонската берза, но секако треба да се исполнат и определени услови, се со цел да инвестициите кои што може да ги прават фондовите бидат оправдани. Не знам дали тоа може да го кажеме сега или тоа да го префрлиме за понатамошна дискусија. Значи, основните поенти што или услови кои што мора да се обезбедат, најнапред повеќе компании кои што ќе бидат котирани на македонската берза, кои што ќе ги исполнуваат, како што каже и колегата од Бугарија, основните услови за институционалните инвеститори. Законот за задолжително и доброволно пензиско осигурување, пензиските фондови може да инвестираат само во компании на македонската берза кои што имаат минимум пазарна капитализација од 10 милиони евра. А такви компании, како што и сите ние знаеме, нема многу на македонската берза, така да и ограничен просторот, односно бројот на компаниите во кои што пензиските фондови може да вложуваат. Вториот услов се секако она што и претходно дискутантите го кажа, корпоративните вредности, односно корпоративното управување на македонските компании. Значи, за да може пензискиот фонд да ја оправда својата одлука за инвестиција, односно инвестицијата на пензискиот фонд кој што е долгорочна да биде оправдана, секако дека мора анализата на компанијата да даде позитивни резултати. Свесни сме дека компаниите во Македонија прво и основно се нетранспарентни. Значи, второ, нивниот менеджмент треба да се размисли какви се идните планови за развој на компанијата. Дали пензиските фондови би вложиле во таа компанија која што нема 5-годишен план за развој. Понатаму, дивидендната политика, менеджментот, околината во која што делува компанијата и слично, се услови кои што мора пензискиот фонд или аналитичарот кој што работи во пензискиот фонд и менеджерот кој што ја донесува одлуката да ги има како информации за да може да ја оправда таа инвестиција.